на Имам Малик, го пренесве еден од учениците негови, вели додека седна за да пренесве хадиси на пратеникот салаллаху алейхи веселем, го гледам вели еден акреп мојот на Имам Малик на ногата. И вели го боцна прв пат. Осети болка Имам Малик, почна да му се менви бојата на лицето, не го прекини хадисот на пратеникот салаллаху алейхи веселем. По втор пат, по трет пат, по четвртиот, 14 или 16 пати рече го боцна акрепот на Имам Малик рахимахуллаху таала. Ово не го прекин вид хадисот на пратеникот салаллаху алейхи веселем поради почита на зборот на пратеникот салаллаху алейхи веселем. И не стави од меџлисот. Тот му се смена цела боја, се пожолтил целиот. И не го прекини се додека заврши со хадисите и потоа отиде. Овој ученикот отиде кај Имам Малик, му рече: видов што направи акрепот со тебе. Видов што направи акрепот, зошто не мрдаше Аллах да ти се смилува? Имам Малик рахимахуллаху таала му вели: не сакав да го прекинам зборот на пратеникот салаллаху алейхи веселем за еден акреп. Подобро зошто неговиот ученик кога го виде на акрепот не стана за да го убиет, како што правиме ние. Му теквит станди, му теквит седи, му теквит излези, му теквит идај, му теквит не идај. Знаете зашто? Затоа што меџлисот на Имам Малик имаше почит. Не смееше секој да се игра во меџлисот на Имам Малик додека тој пренесвеше хадиси на пратеникот салаллаху алейхи веселем.